Веќе ви најавивме утринава од терен и нашиот колега Кирил Стојанов, тој е во Велес и во моментов ќе имаме можност да дознаеме за уште една акција што се случува спроти Илинден. Да, на највпечатлив начин, практично пешком Крушево, колегата Кирил, како што спомена Елена, е во моментов во Велес, каде ги пречека или дочека, ќе ни каже и ќе ни открие тој луѓето кои што тргна по повод големиот празник токму за овој марш. Деталите ги дознаваме. Кирил, добро утро и повели. Така, Иван, добро утро, еве поздрав од Велес и еве нас не ни беше далеку Велес со снимателот Бојан Радковиќ, затоа што ние доаѓавме со кола, меѓутоа вчера наутро пешадискиот марш организиран од Сдруженијето Македонски аманет Македонец за Македонец тргна од Маđари и пристигна овде во Велес. Денес е нивниот втор ден од тој марш. Заедно со мене се Дејан Гавровски и Томислав Спасевски, двајцата јунаци кои што пешки го одат патот до Крушево. Еве најпрвин добро утро. Сега пристигнувате овде на оваа локација. Кажете ми најпрвин како сте и како ве служат нозете на овој пат. До сега со Господ напред. Благодарам на него, добро е. Еве 50 на километри веќе се позади нас од прилика. Можам да кажам дека во моментов се чувствуваме одлично, се чувствуваме супер, продолжуваме еве од Сабајлево 10-11 километра веќе се поминати од денешниве 35. Како беше вчера? Вчера тргнавте од Маđари, еве да го објасниме целиот ваш пат од вчера па се до денес. Тргнавте од Маđари во колку часот, како се движеше рутата во текот на вчерашниот ден? Најпрво, затоа што малце и сум возбуден што дојдовте од Скопје, ни направивте чест, сакам да ви се заблагодарам, тоа заборавив да го кажам. Останавте на зборот од првиот разговор кога беа припремите за маршот, дојдовте и ви благодарам. Ние тргнавме вчера, значи околу 6 часот и 2-3 минути од Маđари. Одлично одеше патот, веќе е таа траса воспоставена. Ја знаеме, јас морам да кажам дека Томислав Спасевски еден е и да речам и од основачите заедно со мене на овој марш, затоа што првата година таа траса ја одеше ентузијастички заедно со мене. Значи ни е позната, првите 40 километри ги одеме заедно од првиот Илинденски марш. Поминавме, можам да кажам, во одлична атмосфера, се помина најдобро. И утрово е се најдобро. И веруваме дека до Мечкин камен дека се ќе биде најдобро. Околу 50 на километри еве се зад вас вчера, по тоа што видов некаде 39 километри, денес плюс 10. Како е предвидено денес, колку километри, на каде се движите и каде е предвидено денес кога го завршите денешната рута, а како е предвидено да се одвива рутата се до Мечкин камен? Па вака, денеска од таа маршрута имаме некаде од прилика уште 24-5 километри до Оморани, каде што ќе преспиеме во Оморани. Сабајлето продолжуваме до Богомила, таму правиме една малку поголема пауза да се повратиме од километриве, затоа што се овие 2 дена долги. Потоа одиме до Ропотево, еве морам да го поздравам Пеце Стојовски, наш домакин и неговиот брат од Ропотово. И од Ропотово одиме за Крушево, а последниот ден на 2 август од Крушево до Мечкин камен. Двајцата веќе трета година поред некако заедно сте и го основале и го одите. Ние зборувавме кога го најавувавме ова, меѓутоа секогаш е добро да се повтори. Со кое мото се одвива овој марш? Како си ти задоволен од тоа како ти ни сите овие 3 години го носиш се тоа и пораката која што се праќа преку овој марш? А тоа сакав и да го кажам. Вака, идејата е моја и на Македонски аманет Македонец за Македонец. Меѓутоа Томислав Спасевски, кога јас изразив иницијатива за да одам, а јас не сум спортиста, не сум планинар, него желбата како здружение да го поставиме овој марш беше голема. Сам ми се јави, дојде ми ги постави работите кои што треба да ги јадам. Дојде со мене 40 километри, што не е мала дестинација, некој да иде ентузијастички да се врати после назад. И затоа го чувствувам како дел од основачите на тој марш и тоа ќе остане и по 10-15 години дека првите 40 километри сме ги оделе заедно. Лани одев со Степче Петровски од
Првата година јас не успеав, кажав и кога го правевме првиот разговор, не успеав за еден ден, меѓутоа успеав што се постави како марш. Еве и оваа година со Томислав го одржуваме тоа, идната година верувам дека ќе биде веќе организирано. Заради некои работи кои што не сакам сега да ги зборам негативни, не можев многу подобро да се ангажирам околу организацијата, меѓутоа секаде имаме спиење, секаде се еве морам да кажам дека и тука кај што бевме, се да не спомнуваме, не пречека прекрасно луѓето, некои ни свираат, не поздравуваат, им благодарам од срце и душа. Вие во текот на вчерашниот ден во она обраќање изјавивте благодарност. Колку луѓето ве поддржуваат, ве спомнате дека кога ќе ве сретнат, меѓутоа колку добивате и пораки и поддршка на тој начин за да го завршите овој марш како што е планирано да стигнете до Мечкин? Па имаме, гледам и објавите, сега немаме ние толку време за тоа што пешачиме и се одзима скоро повеќе од пола дени, значи до кај 3-4 часот сме ние во пешачење. Ги гледам и многу им благодарам на сите за прекрасните коментари. Гледам и за Томче легенда пишуваат. И стварно е Томислав легенда, затоа што Томислав има 68 години. И ама тоа не е старост, тоа е искуство, тоа е ентузијазам, тоа е љубов кон Македонија и поддршка кон еден човек, тоа е јас, што решил да го прави ова, што ќе остане за идните генерации. Со нас е и Томислав. Томислав, убави зборови од Дејан за тебе, што има така, вистините. Како ти го доживуваш Илинденскиот пешадиски марш, што за тебе значи целата оваа приказна? Пред се тоа е голема почит за мене да бидам на овој илинденски македонски пешадиски марш со изразување на голема почит код нашите илинденци кои ги дадоа своите животи за слободна Македонија. И кога Дејан се произнесе дека сака тоа да го направи, се вклучи во тие подготовки. Првата година направивме што направивме, се виде колку што се може, дека треба физички добро човек да е подготвен, здравствено да е способен. Не може само јас сакам, ама треба да е испремен. Лани беа со Стефан од Кумано, оваа година од сите тие што беа пријавени за да дојдат, останаме само ние двајца, ама со Господ напомне, со добра мисла и со верба дека ќе стигнеме, ќе успееме. Ќе успееме да се поклониме на Мечкин камен, да дадеме почит на нашите инденци и тоа да остане за идните генерации како потик. Еве, спомнам дека имало повеќе пријавени, се работи за тешка рута, претпоставам дека некои не успеале да се подготват. Дали е можно да ви се приклучи некој во текот на последниот ден, на предпоследниот ден, дали може со вас да го изоде целиот тој последен? Ние никому не му браниме, ако сака слободно нека не придружи, километар, 2, 5, 10, слободно нека дојде ќе ни биде чест, затоа што ќе ни испочитува нас и илинденците, нашиот голем празник македонски Илинден, тоа да се знае, да се нагласи дека е македонски Илинден, ничи друг. Да не испадне, да не ги кажеме кога веќе и тренерот рече километар 2, вчера не пратеа Мето и Маја, наши членови во Сдруженијето, 1,78 километра, им благодарам и на тоа. И морам уште, кажав и во претходното интервју кој го правивме, дека овој марш јас лично за мене има малце и мотивен дел, затоа што го посветувам на една жена од Битола, Сузана Ристевски, која што почина пред 10 дена, минатата година не поддржуваше, мене ми се јавуваше на телефон во Битола случајно, не пречека, имаме фотографија и знам дека ќе се радува што ги одиме овие километри, ако не гледа од небото овој марш, ја го чекорам и за неси. Така, Дејан, убава порака го спомнавме тоа и претходниот пат. Некако сите овие денови се во знакот на Илинден, гледаме различни испраќања, маршеви, конјанички маршеви, овој вашиот уникатен пешадиски марш. Колку мислиш дека достојно се испраќа она порака и дали се зачува она мото со кој што ти го започна овој пешадиски марш? Успеваме ли на соодветен начин да го искажеме тоа? Конјаничкиот марш е веќе 48 години, ми се чини, како од сега почна од сите краеви и тоа е за поздравување и тоа е убаво, значи нормално дека е убаво. Меѓутоа, многу сакам повеќе да има малку и жртва на тој начин да се заблагодариме на нашите предци, на нашите илинденци. Мене кога ќе ми кажат, ама сонце има пат.
Па сонце има, ние треба на сонце да одиме, на лата ако одиме ние нема жртва тука. Значи сакам малку, еве гледам на кеј кога тренирав, кога вежбав, полнеќе од не можеш да се разминеш, меѓутоа кога беше конкурсот некако слабо, немаше толку заинтересирани, па да тргнуваме ноќе, ние сакаме да не гледаат луѓе, ние работевам ноќе, мислам да не гледаат, не да се фалиме дека одиме, меѓутоа да мотивираме идната година да тргнат. Има луѓе, полека се јавуваат, малку морам да кажам дека и ја заради некои причини, што не сакам сега да ги наведувам, за да не одиме во некоја друга сфера, не можев баш да одам по атлетски клубови, во планинарски друштва, па да барам, ама тоа го планирам веќе да го започнам после завршување на овогодишен Илинденски марш, така да мислам дека другата година веќе се се развива многу подобро. Мило ми е, чест ми е што го држуваме трета година последователно и тоа веќе има значење. Гледам и по телевизиски векујки што се интересираат. Вие ви благодарам уште еднашка што дојдовте од Скопје. Знам дека секоја минута ви е многу важна и дека треба да го продолжите овој Илинденски марш. За крај само еве кога е предвидено да пристигнете во Крушево и твоја порака за крај на овој марш? Во Крушево е предвидено да стигнеме на 1 август, некаде 16-17 часот. Ќе видиме сега како ќе се одвива. Таа е малку можеби најтешка рута од целиот марш, а крајна рута, меѓутоа таму одат ноците, таму оди срцето. Мојата порака е да не се заборави крвта пролеана за Македонија на било кој начин. Има многу млади луѓе кои што спортуваат, кои што вежбаат и се надевам дали со велосипед, дали со трчање, дали со пешачење, на било кој начин. Исто ги поздравувам да не се разбереме погрешно. Значи и коњаницата, тоа е традиција, тоа е веќе развиена манифестација која трае близу 50 години. Али се надевам и верувам дека и овој Илинденски пешадиски марш ќе трае 50 години и некој некаде ќе ги спомне Томче, Стефан, Дејан. Тоа е тоа. Верувам од срце и душа дека ќе биде така. Малце емотивно ми доаѓа, ама верувам дека. И треба да биде. Томислав, еве за крај твоја порака за овој пешадиски марш. Овој пешадиски Илинденски македонски марш нека остане, нека биде традиција, нека биде поттик за младите да го продолжат, да не биде само 1, 2, 3. Едноставно ние како што спомнаме на телевизија Алфа, еден почит да даеме кон нашите предци кои ги дале своите животи за Македонија, едноставно како спортисти, како луѓе, тоа да го направиме и да бидеме пример за идните генерации. Јас ви благодарам и на двајцата, нема да ви одземам повеќе време, ви посакувам лесни нозе до Крушево и живи и здрави да стигнете, па се гледаме на враќањето во Скопје. Благодарам. Така е. Слушнавме од Томислав и секако нашиот веќе редовен соговорник кој што секоја година има свој предизвици, а ова година направи по трет пат го организира овој марш. Дејан Гавровски, човекот од Сдруженијето Македонски аманет Македонец за Македонец, тие се овде во Велес, од овде продолжуваат по рутата се до славното Крушево, каде што треба да пристигнат на 1 август вечерта спроти празникот Илинден, а на 2 август на Мечкин камен додадат почит на нашите илинденци, на славниот празник Илинден. Секако на крај овде од Велес ние им посакуваме среќен пат, лесни нозе и многу здравје на патот до Крушево. Кажано Кирил, им го посакуваме ние овде од студиото. Ке споменам само дека Илинден не е само датум во календарот, туку и символ, како што споменавте, на истрajност, на пожртвуваност и љубов кон татковината. И ете, оваа година има луѓе кои одлучија таа порака да ја пренесат на најтежок, но и на највпечатлив начин, пеш кон Крушево. Ти благодариме за ова твое јавување во живо од Велес, колегата Кирил Стојанов.